За колку време можете да преведете песна од Шекспир на македонски јазик? За колку време можете да ја решите оваа математичка задача? Да го зборувавме ова пред неколку години. Веројатно за гости ќе требаше да викнеме гениалци кои тоа би го сториле брзо. Но со помош на вештачката интелигенција, денес е многу полесно. Всушност, како и колку вештачката интелигенција може да ги промени образовните системи или, поточно, македонскиот образовен систем. Ова е денешната тема. Останете со емисијата Само прашај. Брзиот развој на модерната технологија отвори спектар на можности без граници. Младите се желни и љубопитни, а пречки нема, оти се им е достапно. Сепак, кои се омилените алатки на средношколците во земјава? Дали ги употребуваат или ги злоупотребуваат? Колку пати биле испружени на зидот на срамот откако професорите го разобличиле нивниот квазитруд? Домашна со 2 клика. Зошто да се губи време, ако машина може наместо тебе да ги заврши работите? Ако порано домашните задачи беа најголем предизвик за да се види кој колку совладал, за денешните генерации е многу поразлично. Вештачка интелигенција најпрво го користев чат-ботот од Snapchat, но потоа кога дознав дека многу полесно може да се користи ChatGPT, сега тоа го користам. Па најпрво почнав да го користам за домашни, односно кога ми помагаше за училиштето. Најчесто што се пребарувам, например, кога имам домашна некоја да ми помогне или за писмена, некој есеј и слично. Се обидувам да му напишам точната задача што ми е потребна, затоа што не во секој момент е прецизен и не ми ги дава баш информациите кои што ми се потребни. Но Аделина не е единствената што ја користи оваа апликација. Всушност, за неја и низините врсници беше чудно што воопшто прашувавме за апликацијата која што редовно ја користат сите. Па, доста сум запознаена со најопштите работи за вештачката интелигенција. Не го користам секојдневно, но доста знае да ми помогне во секојдневниот живот. Најчесто за проекти кога ми требаат некои информации, да не барам на Google ChatGPT, само ќе го прашам и одма ќе ми ги даде информациите точно конкретно што ми треба. Па има доста професори што се свесни дека тоа го правиме и не прават некој многу голем проблем, но затоа најчесто пробувам да не вадам толку многу информација, само така нешто најбитно што ми треба. Ми стана интересно кога дознав за ChatGPT ботот од мојот брат. Тој прв го дозна, тој иако е помал, ја не бев толку запознат, но тој ми го кажа, тој ја проверував какви се неговите можности, што може, какви информации може да ми даде со колкава точност и слично. ChatGPT може е омилена, но и другите апликации се користат редовно. Стефан вели дека нема повеќе математичка задача која што не е решлива за неколку минути. Има апликација за математика, Photomath, ги ја сликаш задачата и таа ти ја решава детално. И секогаш се точно. Да? Но приметливо е за наставникот ако. Обично наставникот ако не може, ако не ќе да се замара доволно да ги провери тие тестови, тој исто така користи Photomath и ги дава истите одговори. Никој не гледа ништо лошо во користење на овие апликации, но свесни се дека мора да се вклучат и самите за да има ефект. Се одзема дело со критичкото мислење што треба да се развива кај нас. Многу е тоа автоматизирано, треба и ние сепак малку да се потрудиме да кажеме нешто да го разбереме пред се тоа за да знаеме да го примениме понатаму во животот. Во совладувањето на апликациите што им нудат безброј можности, средношколците гледаат забава и задоволување на нивната љубопитност. Со задоволство бараат сами и чекаат што ново ќе излезе на интернет за да може да го стават во погон за нивна корист. Кои се можностите на омилената алатка на учениците ChatGPT? Може ли, например, да ги напише најавите за оваа емисија наместо мене? Вау! Во вакви услови, кога се може да биде дадено на тацна, колку професорите се снаоѓаат во светот на вештачката интелигенција? Дали професорите ги користат овие придобивки?
Јас лично се трудам, ако тоа прашање сега лично поставено на мене како професор на факултет за наставници, за воспитувачи. Знаете, нашата професија е по-специфична. Таа бара многу по-директна комуникација, бара повеќе интерактивност преку кој што ќе се промовира поврзувањето на теоријата и праксата. И тука се обидувам лично да користам алатки кои што ќе помогнат во делот на подобра визуализација, во делот на подобро експериментирање, во делот на тестирање на некакви експерименти кои што се прават. И од тој аспект се трудам секогаш кој што ќе проценам дека тоа е во интерес за подобар квалитет на наставата, секој што да го правам. Така да, од тој аспект мислам дека сите ние кои што работиме во образование треба да гледаме многу позитивно во делот на оние алатки кои што можат да го подобрат начинот на поучување и начинот на учење на учениците со цел да се постигнат подобри резултати. Дефинитивно е потврдено и покажано дека правилното користење, начинот на употребата на тие алатки, на информатичката технологија, па дури ако сакате технологиите на вештачката интелигенција, кои што денес се многу, денес за кои што зборуваме на овој симфозиум се многу актуелни, можат да помогнат во делот на персонализацијата на учењето, во делот на креирањето на индивидуален пристап кон ученикот согласно неговите потреби, согласно неговата динамика. И од тој аспект многу образовни системи многу сериозно пристапуваат во креирањето на образовните политики, во креирањето на подготовката на наставниците, на нивниот професионален развој. И не случајно Европска унија дигиталната компетенција на наставникот ја издвои како посебна компетенција, која што е многу важна во динамиката на својот развој, да може да ги следи овие современи тенденции кои што со цел да дадат дополнителна вредност во квалитетот на учењето. Квалитетот на македонското образование многу пати досега е анализиран. Но може ли да се носи со предизвикот на вештачката интелигенција? Вештачката интелигенција веќе го трансформира секој дел од општеството. Веќе се гледаат и првите плодови и воено и закани од страна на оваа нова технологија во рамки на образовниот процес. Кога говорам за плодови, тука имаме веќе напредок на пристап до информации, локализација на информации. Ако претходно на Google може да се пребаруваат на македонски јазик само текстови кои беа во јавен домен дигитализирани на македонски јазик, сега ChatGPT може цело светско знаење да ни го преведе на македонски јазик. И тоа го гледам како еден огромен бенефит од многу аспекти. Прв аспект е конзервација на јазиците кои се соочуваат со предизвик на исчезнување. Второ, не помалку важно, достапноста на светското јазно знаење од сите сфери на свој мајчин јазик. И трето, придонесот во кокреирање на тоа знаење. ChatGPT не е само извор на информации, туку всушност агрегатор на информации. Тој учи воедно и од она што е запишано колективно знаење, но и од интеракцијата која секој поединечен корисник ја има со него. Употребата на вештачката интелигенција во Европската унија ќе биде регулирана со првиот сеопфатен закон во светот за вештачка интелигенција. Приоритет на Европскиот парламент е да се осигури дека системите за вештачка интелигенција во ЕУ се безбедни, транспарентни, недискриминирачки и еколошки. Со цел да се спречат штетни исходи и одстапувања, сите процеси треба да бидат надгледувани од луѓе. Колку низ Европа во моментот модерната технологија оди рака под рака со образованието. Кристин Ван Дам, предавачка и истражувачка на Универзитетот во Гент, во Белгија, вели дека овие две работи постојано се трудат да се следат, но оти некогаш мора да се биде внимателен. It is sometimes a struggle, let's put it that way. Are they working together? At least they're trying. From a technological point of view, there's a lot of initiatives or new software that is being developed to support teachers or to support students. But it's not because the technology exists that it will also be used. So sometimes it also challenges on how we teach or how we
make students more familiar with certain topics or something. So do they work together? I think technology is just technology, and it really depends on the teachers and the students themselves, but also broader education on how the technology is used and implemented. Technology and goes super fast, or new ideas are popping up, or new software is popping up. But of course, educational system is very slow, so it really takes some time. There's a lot of protocols. And I also think that's a good thing that education is quite behind, because we don't know what the effects will be. Imagine that tomorrow we're all going to agree every student can use generative AI. We don't know what the impact will be. Science is very slow. So I think it's actually a good thing that education isn't always popping up or keeping pace with all the rapid changes, because I think education is still the central thing. On the other hand, just ignoring it and just saying students don't use it or teachers don't use it is also neglecting the reality, because we as students we as lecturers are using AI in our materials. And so I think the shift should be primarily on responsible use. How can we use it in a way that the technologies support us, but still we as humans are in charge. We as humans trying to communicate our material to students, but also students, they are the ones who need to work in an environment where AI will be present. So they need to learn how to work with it, what it can do, but also what it can't do. I think today a lot of technologies are being overhyped and saying that it will give you the ultimate personalized learning experience, that kind of stuff. I'm still not convinced. It's yet to be seen that those do exist. There are some nice use cases, of course, but that doesn't really mean that our whole educational system should shift towards it. I think education is largely a personal thing. There is a bond, there is a social aspect of education. And so AI should support that and not replace it. And I'm choosing to believe that won't happen. We as lecturers still have a place, and if that goes slow, that is fine. We have to reinvent ourselves. How do we position ourselves next to the AI? Ако може да се направи нешто едноставно и брзо, тогаш зошто да се комплицира? Но колку професорите имаат изострено око за да ги препознаат плагијатите или новите фейк генијалци? Много полесно е да се разликува есеј напишан од ChatGPT од есеј напишан од другарче или од некој член на семејството. Така што јас сметам дека ова технологија не е закана во тој дел. Всушност може и да помогне да се детектираат и бројни измами од многу различни типови, како што се имперсонација. Вештачката интелигенција може да препознава профил на писател и со тоа да се идентификува и авторизира секој текст. Наставниците треба да знаат како може креативно да се користи и етички пред се оваа алатка и да ги насочат на своите студенти или ученици да можат да ја користат на ист начин како што научиле да го користат моливот или пенкалата. Тие веќе препознаваат дека преку чат GPT можат многу побрзо да подготват некакви семинарски трудови, но знаете, тука се зависи од квалитетот на предметната програма и од природата на предметната програма и тоа како наставникот бара од студентите, кои активности ги проценува дека се важни за неговиот начин на постигнување на тие резултати за полагање на испит. Тоа значи дека нашата професија во делот на педагогијата, на методиката бара многу малку користење на тие ресурси, бидејќи кај нас се директно барат препознавање на методите на работа во пракса, кои што треба да ги видиш, како ќе разговараш со детето, како комуницираш, зошто тој метод го правиш сега. Тоа не можеш да го напишеш и да го најдеш, тоа всушност не му врши работа на студентот и не би требало луѓето како нас да бараат всушност и да ги користат тие алатки во делот на, освен ако не пишуваат нешто кое што е потребно за подобрување на нивното теоретско знаење. I think
Just looking at most predominantly, of course, it is ChatGPT. For example, I have students, when they do their bachelor paper, they just send me copy-paste whatever comes out of ChatGPT and send it to me as if I would not recognize it. Of course, I can't. Like, if I can tell, I know how ChatGPT works. It always has this very recognizable way. It gives you, oh, of course I can do this. And then it gives you some bullets. And then at the end it will and summarize. And then it will like have a short recap with the same wording. So it's very recognizable because it is scripted. It is an AI. Like, see it as a recipe. It is very recognizable. Yeah, I'm just saying, well, it is maybe not the purpose that you would just give me an export of ChatGPT, because of course the student himself or herself in this case doesn't tell it to me, but I can tell sometimes it's just a font, it's just copy paste. It has a specific font and this wire and the specific colors that ChatGPT uses. It is just copy pasted into the word system. But even then, even when they change it, still I can recognize it because I use ChatGPT myself. I know how it answers, and I know the systemization of how language is. And if I don't recognize, I also think that's fine by me. If they do know how to use it in a proper way, that its system supports themselves, but they are still the ones who are telling the story and they understand what it says, actually I don't really mind, because then they're using the technology to support themselves and to enhance themselves. And that is fine by me, as long as the thinking is done by themselves. And like building an argument is not something that ChatGPT can do. It can give you bullets, but it cannot convince me that this is the right way. Но ChatGPT и вештачката интелигенција не се овде за еден ден и тие нема овде да запрат. Како би требало да размислуваме и кој треба да ја скрои стратегијата која ќе ни помогне модерната технологија да ја употребиме за да си го подобриме квалитетот на животот? Па мислам дека тука многу е важно тие образовни политики, Министерството како пристапува во креирањето на сето ова што се случува со дигитализацијата. Мислам дека ние тука имаме многу скромно знаење и мислам дека многу скромно се работи на контролата на квалитетот на она што всушност треба да биде. Но и како да и се помогне на наставниците. Знаете, се станува збор за многу мултидисциплинарен пристап во овие теми за кои што дискутираме. Ние како педагози, како наставници сме многу потрадиционални, многу побавни во прифаќањето на нешто и тоа е многу природно, заради тоа што сакаме прво да видиме колку тоа е реално ефикасно, колку е тоа ќе ги постигне резултатите наспрема иноваторите, инженерите, инвеститорите, кои што бараат брза динамика на пазарот на труд и сакаат да се наметнат затоа што имаат интерес од тоа кој што сакаат да го направат. И сега тука е мудроста на Министерството, на образовните политики, како ќе се прави таа динамика на комуникација, како ќе се испреплетуваме, бидејќи видите сега ние зборуваме за подобар начин на образование преку науки кои што некој друг придонесува за ние тоа да го направиме. Сега тоа е мудроста наша, знаењето за деталите на професијата, како ќе го искористиме тоа, колку да го искористиме тоа, бидејќи едно е дигитализација во основно образование, друго е дигитализација во средно образование, сосем трето е нешто дигитализација во високото образование или во наука, во инвестирање на институти, на think tank организации, на стратегија на државата на оваа тема, бидејќи ова не е само тема колку наставникот е подготвен. Јас можам лично да најдам некакви добри позитивни примери и да се насочувам во таа тема. Настанува збор за нешто кое што е толку силно, кое што е толку образовниот систем е глобален систем, има над 300-400 луѓе активни, ученици, наставници, професори, кои што големијата динамика на дигитализација, на глобализација, на поиндивидуализиран свет ги преобмислува нашите животи, го преобмислува начинот на движење на државата и на општеството. Ова се теми за владата, ова се теми за државата, какви политики ќе креира во делот на информатичките технологии. Ние имаме министерство во државата и тоа е добро, но сега фали како тој ќе стане по-мултидисциплинарно во делот на, за ова за кој што сега зборуваме, во делот на образование, во делот на софтверот, на хардверот на темите за кои што всушност не се тоа ефтини алатки за кои што ние зборуваме. Тоа бара многу сериозен пристап, бара многу одговорност, бара многу знаење, бара препознавање на луѓе кои што можат да ни помогнат да се издвојат, кои се тие во државата кои што работат на овие теми, универзитети, поединци, институти, и да се пристапи во подобрување и бришење на стереотипите и предрасудите.
Веќе денес многу наставници може или во јавноста ќе слушнете ова ќе го уништи човекот, ќе уништи образованието. Меѓутоа погледнете што прават другите земји, како тоа го балансираат, како го користат тоа некои академии во подобрување на резултатите на учење. Така да тука треба да се биде внимателен, треба да се биде мудар, не треба тоа да се гледа црно-бело, туку треба да се слушаат луѓето кои што ги разбираат овие теми и зборуваат на овие теми. Светски консултантски куќи велат дека глобалниот бум на генеративната вештачка интелигенција ќе донесе ера на забрзана продуктивност и поголем просперитет за некои, но и поголеми проблеми за други, првенствено најобразованите и најплатените работници на знаење. Во Македонија во моментот има само од 100 до 150 професионалци што работат во оваа област. Генеративната вештачка интелигенција, како што е ChatGPT, ќе мора да исполни голем број барања поврзани со транспарентноста. Ќе треба да содржи информации дека содржината е генерирана од вештачка интелигенција и дека е користен модел кој спречува создавање нелегална содржина, а мора да се објави и резиме на податоците заштитени со авторски права што се користат за обука на софтверот. Ова е комплексна и пред се системска тема. Она што е важно е, како општество, како држава, да ги препознаваме приоритетите во контекст на реалноста во која што живееме. Овие чекори мора да дојдат од визијата на луѓето што ги креираат политиките и носат одлуки во кој правец ќе се движи нашето општество. Вештачката интелигенција менува цели светови. Дали и како ќе го промени нашето образование и во кој правец, зависи само од луѓето кои ја поставуваат траекторијата на насоката на движење. Ова беше се во денешното издание на Само прашај.